Благодарам. Почитувана македонска јавност, Кети Смиленска е моја сограѓанка и двајцата потекнуваме од Прилеп. За волја на вистината, ќе зборувам со факти, аргументирано. 5 декември, Кети Смиленска. Прилепчани после 11 декември добијаат ефтина струја. 7 декември, Кети Смиленска. Прилепчани после 11 декември добиваат повраток на ДДВ. 8 декември, прилепчани добиваат просечна плата 30.000 денари. 4 декември, 90 денари субвенции за тутун за нашите мили сограѓани прилепчани. Ништо од ова. Денеска сме август 2017 година, ништо од ова. Ако прилепчани од нешто од ова посетиле, тогаш се извинувам. Што добијаја? Масакриран ребаланс за Прилеп. Се што беше предвидено од владата на ВМРО ДПМН денеска е стопирано. 88 милиони евра владата на ВМРО ДПМН обезбеди за експресниот пат Прилеп градско. Штама. Штама. Ниту работник, ниту механизација. Како да поминало цунами по експресниот пат. Вековитиот проект за нашиот град. Нема прилепчанец кој што не го одобруваше овој проект. СДС го скрати. Кети не знам зошто. Прилеп нема да добие реконструирана стара чаршија. Прилеп нема да добие нов театар. Жителите на Големо Конјари и на Канатларци нема да добијаат канализација. Прилепчани постарите оние кои што заслужиле нема да добијаат повисоки пензии. Ама ќе добијаат едно со националната програма од 2017 до 2027 година. 14 згради за бегалци, градинки, а оние прилепчани кои што чекаат да ги сместат 430 своји дечина во малиот капацитет за градинки во Прилеп, ќе почекаат. Приоритет имаат секогаш гостите со оваа влада. За волја на вистината, со ребалансот се скратени средствата за изградба на нова градинка во фабриката Тутунски комбинат Прилеп. Средства обезбедени, проектирани со стариот бюџет. Ама не требало така. Подобро било да има средства за вработување на невладини, на представници на невладините организации и од Прилеп и од цела Македонија во удобните министерски кабинети. Ленча Николовска била побитна од Прилепската градинка. Тоа е, почитувана Кети, она за кое што мора заеднички да се согласиме јас и ти како прилепчани. И да те замолам. Пред 3 недели вашата влада на вработените од Еврокомпозит од Прилеп им вети исплата на платите. Вчера го реактивираа својот штрајк, бидејќи не се задоволни, се чувствуваат прелажани од оваа влада. Плата нема како и обично. Немаме нов живот, имаме нова историја, имаме двојазичност во Прилеп. Ајрлија.